вести на Канал 8, добро дојдовте. Физичко-хемиска неисправност на водата е утврдена во 3 села во Виничко кои имаат локални водоводи, а во едно е регистрирано бактериолошко загадување. По анализата што ја направил Центарот за јавно здравје во Кочани, а по барање на општина Виница, препорачано е локалното население водата да ја преврива за да може да се користи за пиење, а во селото Крушево да се забрани користењето за потребите во домаќинството. Зголемена физичко-хемиска неисправност на водата за пиење од локалните водоводи во 3 села во општина Виница е утврдена со последните испитувања што ги направиле стручни екипи од Центарот за јавно здравје од Кочани. Резултатите од земените примероци во селата Трстија, Трсино и Пеклани покажале зголемена потрошувачка на калиум перманганат, поради што неопходна е претходна преработка и дезинфекција на водата за таа да може да се користи за пиење. Покрај тоа, микробиолошките тестирања на примероците од водоводот во селото Крушево потврдиле зголемено присуство на бактерии, поради што е препорачана забрана за користење на водата. Испитувањата на физичко-хемиските својства на водата во трите населени места покажале отстапување на параметрите од законските и стручните прописи, поради што неопходно е таложење, флокулација, коагулација и филтрирање. Освен тоа, во локалниот водовод во Крушево констатирано е зголемено присуство на бактерии на 36 степени Целзиусови на 1 милилитар, поради што водата не треба да се користи за пиење, за лична хигиена и за миење овошје и зеленчук. Потребно е да се стави табла со надпис со кој ќе се информираат жителите и посетителите дека истата не е безбедна за употреба, се истакнува во извештајот од Центарот за јавно здравје во Кочани. Во писмените препораки до општина Виница, од Центарот нагласуваат дека кај сите селски водоводи е неопходна редовна дезинфекција. Испитувањето на примероците од локалните водоводи во селата Кршла, Драгобраште и Калиманци покажале задоволителни физичко-хемиски и бактериолошки резултати, но местното население како превентива треба да ја преврива водата пред истата да ја користи за пиење. Иако бројката на хоспитализирани пациенти со COVID-19 опаѓа, сепак мора граѓаните и понатаму да бидат строго предпазливи, истакнуваат од Министерството за здравство. Се намалува бројот на хоспитализирани, а радува фактот што расте бројката на оздравени пациенти во сите градови во државата. Во Кочани во моментов на болничко лекување се 25 пациенти со коронавирус. Бројката на хоспитализирани пациенти со COVID-19 опаѓа, но Филипче предупредува дека мора да сме предпазливи. Вкупниот број на хоспитализирани пациенти во земјава, позитивни и сомнителни на COVID-19, изнесува 1641, што е намалување за 26 во однос на вчерашниот ден, кога имаше 1667 пациенти во болниците. Според денешните извештаи од болниците, слободни се 380 кревети. Сепак министерот за здравство Венко Филипче и директорите на болничките установи предупредуваат дека мора да се почитуваат мерките, односно без разлика што бројките паѓаат, периодов мора да бидеме исклучително предпазливи поради непредвидливоста на вирусот, рече Филипче. Во Кочани состојбата исто е под контрола. Слободни легла во модуларната болница во моментов има 10 и уште толку на физикална терапија. Во модуларната болница хоспитализирани се вкупно 25 пациенти, од кои 20 се на кислородна подршка, информира директорот на болницата Александар Серафимов. Во врска со вакцините, Серафимов истакна дека вакцинирањето на граѓаните над 70 години тече нормално. Во моментов денеска се потрошени последните 50 вакцини на производителот AstraZeneca од вкупно 700, но новите стигнуваат веднаш, што значи прекин во вакцинирањето ќе нема. Од досега вакцинираните граѓани нема случај на поголеми компликации од вакцината или евентуални нуспојави. Близу 300 земјоделци поднале апликација во Кочанската единица на Министерството за земјоделство за добивање субвенции од програмата за директни плаќања за 2021 година. Поради состојбата со COVID-19 и намалениот број на вработени од Кочанската единица замолуваат, ако е можно, земјоделците електронски или дома да ги пополнат барањата и само да ги поднесат во архивата во Кочани.
Тече аплицирањето за добивање земјоделски субвенции во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кочани, кој започна на 5 април и ќе трае до 31 мај годинава. До сега во подрачната единица во Кочани апликација поднеле околу 300 земјоделци, од вкупно очекувани 2700 до 3000 земјоделци на територијата на трите општини – Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево. Поради ситуацијата со COVID-19, од подрачната единица во Кочани истакнуваат дека работат со намален капацитет и поради тоа ги замолуваат сите апликанти, доколку можат сами дома да ги пополнат техничките барања, со цел да не се задржуваат во подрачната единица и само да ги поднесат до архивата во Кочани, секако со почитување на сите мерки за заштита од COVID-19. До моментот, до подрачната канцеларија на подрачната единица при Министерството Кочани има поднесено околу 290 барања за програмата за директни плаќања за 2021 година. Процесот тече нормално, малку со отежнати околности поради состојбата со вирусот COVID-19, бидејќи во самата подрачна имаме луѓе кои се на домашно и болничко лекување, па работиме со преполовен капацитет и затоа во овој момент ќе ги замолам сите апликанти, бидејќи поради таа состојба не сме во можност да ја пружиме техничка помош како минатите години. Сами доколку можат сами да ги пополнат техничките барања дома и да ги поднесат само до архивата во подрачната единица, а понатаму доколку се створат услови, сигурно ќе обезбедиме и техничка помош. За сега во овој момент не сме во можност поради состојбата со вирусот. Сите заинтересирани земјоделци може, освен во подрачните единици, да поднесат апликација и електронски, преку веб страницата на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството. Оваа година предвидени се околу 80 милиони евра наменети за субвенции на земјоделците. По електронското поднесување на барањето, апликантите треба да отпечатат 2 примерока и истите да ги подпишат своерачно, пошто еден примерок треба да достават до платежната агенција. Оние земјоделци кои не знаат сами да поднесат барање или имаат потреба од помош при создавање на електронското барање, може да се обратат до подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Поради реконструкција и модернизирање на дистрибутивната мрежа од страна на екипи на електродистрибуција, в четврток, 22 април, во Виница ќе има прекини во снабдувањето со електрична енергија. Без струја во периодот од 15 до 18 часот ќе бидат корисниците кои живеат на улиците Никола Карев и Плачковечки Одред, како и објектите на влезот кај бензинската пумпа Мак Петрол. Истиот ден во општина Чешиново Облешево повремени прекини ќе имаат и жителите на селата Чешиново, Уларци, Жиганци, Новоселани, Кучечино и Бурилчево. Општина Кочани и друштвото Синохидро Корпорејшн Лимитед Пекинг, подружница Скопје, реализираа акција за озеленување. Засадени се 200 садници на влезот во Кочани. Сообраќајниот влез од западната страна на Кочани доби нови дрвореди. Во заедничка акција за озеленување ги засадија локалната самоуправа и компанијата Синохидро Корпорејшн Лимитед од Пекинг, подружница Скопје. На потегот од крстосниците на улиците Димитар Влахов и Павлина Велјанова во 2 реда засадени се садници од видот дуглазија, како природна зелена заштита на стамбените објекти кои што се наоѓаат во непосредна близина на оваа фреквентна сообраќајница. Во изминатиот период, во делот на градбата на експресниот пат, дојде заради проширување, до оштетување, односно рушење на неколку дрва кои беа засадени таму. И во разговор со изведувачот на патот се договоривме да направиме компензација, односно да обезбедиме заеднички 200 садници кои што ќе бидат засадени на погодни локации и да направиме компензација за она што беше на некој начин уништено заради потребите на експресниот пат. Денеска, со оглед на временските прилики, имаме добри садници од дуглазија кои ќе бидат засадени на овој потек, каде што на потегот од бензинската пумпа Лукойл према крстосницата со Малина Попиванова улицата и ќе се сади во 2 реда, што значи дека ќе се направи добра заштита од патот према куќите кои се во овој дел, во овој потек на градот Кочани.
Паралелно со западниот сообраќаен влез, озеленети се и површините околу двете бензински пумпи, каде што е засаден чемпрес. Предходно, стеблата што беа отстранети поради изградбата на експресниот пат Кочани-Штип, екипи на комуналното предпријатие Водовод ги презасадија во кругот на модуларната ковид болница во Кочани. Угостителите и туристичките агенции конечно се опфатени со финансиска помош од државата како дел од 6-тиот пакет антикризни мерки на владата. Тие во вторникот протестираа и конечно добија да бидат вклучени во помошта. Оправдано бидејќи повеќе од 14 месеци или не работат или работат делумно според одредени протоколи за заштита. Во петиот не беа опфатени, но во најновиот 6-ти пакет антикризни економски мерки на владата со вкупна предвидена вредност од 17,8 милиони евра се опфатени и угостителските објекти и туристичките агенции. Поради тоа што не беа задоволни досега од помошта на државата, а не работат повеќе од 14 месеци, тие во вторникот излегоа на протест пред владата со цел исполнување на нивните барања. Во новиот 6-ти пакет мерки опфатени за помош се угостителски објекти за послужување храна, пијалоци и кетеринг, 30% покриеност на просечните месечни приходи во 2019 и 2020, на кои ќе се аплицираат деновите во кои овие дејности беа затворени со одлука, плюс 15.200 денари повработен, заклучно со 6 април 2021. Вредност 9,9 милиони евра, опфатени 6.000 компании со 17.000 вработени. Опфатени се ресторани за свадби, ивент индустријата, игротеки, ноќните клубови, приватните детски одморалишта, фитнес центри, фотографи и фотографски студија. За нив 30% покриеност на просечните месечни приходи во 2019 плюс 15.200 денари повработен, заклучно со 31.12.2020. Вредност 2,5 милиони евра, опфатени околу 1200 компании. Финансиска подршка за категоризираните туристички агенции, А категорија до 5.000 евра, Б категорија до 2.000 евра. Вредност 1,4 милиони евра. Туристички водичи и музичари, финансиска подршка во вредност од 30.750 денари, 50.000 бесплатни ПЦР тестови за странските туристи во земјава. Шестиот пакет мерки е во насока на подршка на дејностите кои беа делумно затворени со одлука на владата, а со цел заштита на здравјето на граѓаните и спречување на ширењето на COVID-19, затворени со цел превенирање на ширењето на коронавирусот во текот на месец април 2021 година, како и подобрување на ликвидноста на компаниите. Инаку, одлуката за ограничување на движењето и за другите рестрикции и мерки против COVID-19, која претходно важеше до 20 април, сега продолжува до 27 април. Исклучок за дел од овие мерки е дозволен за организирање, одржување и учество на секаков вид семинари, обуки, работилници, курсеви, конференции и други настани во организација на Министерството за образование и наука за наставниот кадар. Исклучок се прави и за организирање и одржување на пионерски, кадетски и младински спортски надпревари, како и професионални спортски надпревари, без присуство на публика и исклучиво во согласност со наменски одобрени протоколи и по претходно извршено ПЦР тестирање пред надпреварите организирано од страна на клубовите. Здруженијето Екологик и Институтот за комуникацијски студии ќе го одбележат 22 април, денот на планетата Земја, со онлайн настан, што меѓу другото ќе биде посветен на заштитата на реката Брегалница. Настанот е закажан за четврток, а може да се приклучат сите заинтересирани граѓани. Заштитата на реката Брегалница и на нејзиниот слив останува еден од главните приоритети за зачувување на водните ресурси во државата, особено во нејзиниот источен регион. Со оглед што оваа река е главен извор на вода за потребите на местното население во земјоделството, стопанството и други цели. Разбирливо е значењето од зачувување на водените потенцијали, не само во нејзиното корито, туку и од многобројните притоки. Тоа е повод во рамки на одбележувањето на 22 април, денот на планетата Земја, в четврток со почеток од 14 часот да се одржи онлайн настан под мотото «Што може да направиме денес за да ја зачуваме Брегалница за воиднина». Сите заинтересирани кои ќе се приклучат ќе имаат можност да дознаат какви решенија смислија средношколците од овој регион за подобрување на состојбата на Брегалничкиот слив.
Исто така, преку виртуелна прошетка ќе се овозможи запознавање со разните видови птици, инсекти и растенија специфични за источниот регион. Носители на настанот што ќе се реализира преку Zoom платформата се Сдруженијето Екологик и Институтот за комуникацијски студии. Според најновиот извештај од Институтот за светски ресурси, Македонија е меѓу државите кои се со исклучително висок ризик да останат без вода или со малку вода до 2040 година. Недостигот од вода ќе биде најизразен во источните делови, а најголемо влијание од климатските промени ќе претрпи токму сливот на реката Брегалница. Повеќе информации за линкот за приклучување на онлайн настанот преку Zoom платформата можат да се добијат на веб страницата razbistri.se. Почитувани, прогнозата за времето беше последната информација во ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.